И pozdrav svi to ljudi, ja sad sam Stefan od kanala Ceklama, kako što možete da vidite. Ma nemoj. Reći si se kodno, no mi stiga porak još tipot. Bi sakal da započnem sa YouTube, no mi je strah od ponižuvanja i podsmevanja na moja smetka. Da li to je strah opravdan ili ne, će vi kažem za neki moment. Окей, веднаш да разчистиме. Зашто и да се бавите во животот, секогаш ќе постои некој кој нема да го сакли воопшто, нема да го цени вашиот труд. Исто така треба да сватите дека не секој негативен коментар е упатен од страна на хејтерите. Треба да се научи разлика помеѓу две врсти на негативни коментари. Но ајде да започнеме прво со лайк и дислайк. Кога некој ќе остави лайк, тоа значи дека му се допаѓа тоа нешто што вие сте го направиле. Дислайк е спротивното и доколку некој ви оставил дислайк, тоа не значи веднаш дека тоа ви мрази едното од душите и ви сака се најлошо, туку само дека тоа што сте го снимиле на него не му се допаѓа. Затоа и служи опцијата. Како по лайк и дислайк да препознаете личност која ве мрази само затоа што тоа сте вие. Па и има начин. Само треба многу внимателно да гледате. Например, сте објавиле видео од 5 минути и после објавата не поминало ни 1 минут и на вас се стои еден дислайк. Добро, и ова нужно не мора да значи дека тоа е хејтер. Но доколку ова се поновува неколку пати, нема во што да сомневате. Најверојатно и направите ништо погрешно, туку само таа личност вас не ве поднесува поради некоја своја причина. Например, ја знаете она изрека прво лайк, па потоа гледам. Тоа најчесто го прават и опишуваат луѓе кои имаат доверба во вас и веруваат дека пак им се допаѓа она што вие сте го снимиле. Јас искрено не го сакам тоа оценување, тој вид на оценување, бидејќи јас сакам луѓето прво да го изгледаат целото видео до крај, па потоа да го остават своето мислење за видеото. А што се однесува до дислайковите, јас секогаш сум спремен да добијам барем еден дислайк на секое видео без разлика за што и да се зборува. Јас со тоа воопшто не се замарам, а верувам дека не би требало и вие, доколку се бавите или планирате да започнете со YouTube, односно со снимање. Доколку имате повеќе дислайкови од лайкови, тоа не значи дека ве прегонуваат хејтери, туку дека правите нешто што на мнозинството не му се допаѓа. Или правите нешто погрешно. Да почнеме сега со коментарите. Лично сметам дека треба да се разликуваат коментарите. И тоа го научив со времето помината снимајќи за YouTube. Негативни коментари ќе има секогаш, но некои од нив може да бидат квалитетни, па дури и позитивни. Пак ќе земам некој пример. Сте снимиле видео, сте го објавиле и некој ви напишал коментар од типот: осветлувањето ти е многу лошо, ова е ужас да се гледа, но и да се слуша, бидејќи микрофонот ти е сарања. Таква личност само сака да ви помогне да поправите нешто во својата работа. Ваквите личности јас ги обожувам, бидејќи ми помагаат во многу работа. Тие луѓе не можам да ги сметам за хејтери, бидејќи јас нешто сум извлекол од тој коментар, а тоа е дека нешто треба да поправам. Па каде се тогаш тие хејтери во приказнава? Чекајте малку. Сакам да се задржам на работи кои многу луѓе погрешно ги тумачат. Секогаш имајте на ум дека секој има право да се го изјасни своето мислење, ма какво и да е тоа. И доколку некој проба да ве навреди, тоа можеби е затоа што вие него сте го изнервирале или навредиле со некоја своја изјава или поста. Навредите секако не се за пофалба, но секогаш ќе се тука кога тогаш. Сега одиме на она главно. Кои се всушност хејтерите? Тие луѓе најчесто не ве мразат само вас, туку и другите. Коментарите од типот кретен, деген, дебил, конј, педер, девелјача, проститутка и така натаму се обавезан дел од нивниот начин на изразување. Хејтер е личност која на секое видео ќе ви напише нешто исто, но со различен поредок на зборовите. Веќе имам пронајдено такви личности на мојот канал и им ги погледнав каналите. Дојдов до заклучок дека тие ги мразат на сите видеа без разлика за кој канал се зборува. Јас сметам дека тие првично не се задоволни самите со себе, па со помош на вакви коментари пробуваат да ја намалат вредноста на другите. Никој не би требало да се замара со таквите коментари, бидејќи хејтерите ги има и во реалниот живот. Но само што тие таму не се толку храбри, бидејќи не ги штити лажна слика и лажно име. Што да направите по прашање на хејтерите? Ништо. Многу едноставно, зарам не? Таквите луѓе
се хранат со вашите реакции на нивниот коментар. Попрво посветете се на оние добрите коментари на луѓето на кои им се допаѓа она што го прават. И послушајте ги советите. Бидејќи така, никогаш не можете да погрешите. Зарем не е глупо една или две личности да ви го уништат она што вие го сакате? Само без врска, односно без везе, ќе престанете да го правите тоа. Запаметете, никогаш не е вредно да дозволите некој да ве уништи на овој или на оној начин. Бидете своји. Снимајте првично затоа што го сакате тоа, но не работете само во снимањето. Правите го се оно што ви исполнува, под услов секако да не е премногу лудо и болно. Баш тоа го прават и хејтерите. Го прават она што ги исполнува. Никој не може да ви го одземе она што го сакате доколку вие самите не го дозволите тоа. Се надевам дека сум ви помогнал, се надевам дека сте сатили што сакам да ви кажам и ви посакувам се најубаво во вашата работа. Ако во некој случај имате прашање или предлог, напишете го доле во коментар, поставете лайк на видеото доколку ви се допадна, претплатете се за да станете член на македонската фаланга на супергерои, а исто така и да стигнеме до 100 сабскрајбери до крајот на летото. Тоа беше тоа од мене за денес, а ние се гледаме следниот пат. Поздрав!